Беровските и кочанските автобуски превозници ги намалуваат линиите. Дивите возачи им ги краделе патниците. Од некогашните 12 и повеќе автобуски линии, овие два града сега ќе се сведат на најмногу 3. Ова денес го истакнаа од Асоциацијата на превозници Исток, од каде алармираа дека автобускиот превоз пропаѓа, а државата од тоа годишно губи околу 600 милиони денари. Пред 3 години имавме статистика каде што од просечно, ако еден автобус има 50 седишта за превоз на патници, исполнетоста беше кај нас 65%. Тоа негде ќе дојде околу меѓу 30 и 35 патника. Додека сега, во тековнава година, ситуацијата е алармантна, каде што легитимните превозници превезуваат меѓу 30 и 40%, а другиот процент останува на дивите превозници. Оваа состојба во континуитет лошо се одразува на превозниците и на државата, па од Асоциацијата бараат надлежните институции да преземат мерки за сузбивање на нелегалниот автобуски превоз со автомобили и комбиња. Според нив, ситуацијата ескалирала откако Уставниот суд ја укина мерката со која на дивите превозници им се одземаа возилата. И покрај тоа, во законот со повеќе акти има можности за решавање на проблемот, односно привремено одземање на возилото во траење од 30 дена, и да се изрече мерка согласно прекршокот што го направил превозникот кој не поседува ниту основна лиценца, ниту е регистриран за претежна дејност и со други работи за да биде легитимен превозник. Во Исток членуваат 90% од 150 автобуски превозници, кои вкупно вработуваат меѓу 700 и 1000 лица.